фолклорното музичко наследство ќе стане еден од најзначајните белези на културниот идентитет на македонецот. Благодарение на исклучително надарените индивидуалци, песнопојци, играорци и инструменталисти, македонскиот раскошен фолклор одсекогаш бил и останал непресушен извор за надградување, но и предмет на провокација од бројни проучувања и анализи од музиколошки аспект во светски рамки. Во историските анали на надарени песнопојци, кои што и самите биле собирачи на македонското фолклорно богатство, меѓу бројните имиња ќе остане забележано името на Викторија Попстефанија, познатата песнопојка од Охрид, чии што живот и песни биле цел на истражување на голем број домашни и странски музиколози и чии што песни уште од 1938 година ќе бидат забележани на грамофонска плоча од страна на американката Естер Джонсон. Се спомнува дека многу песни од Викторија се пееле не само во Охридско и Струшкиот регион, се пееле во Битола, во Прилеп, во Велес, во Лерин, во Солун, во Костур, во Благоевград, Петрич. Се пееле во... Со тоа вредноста на Викторија добива во значење, зашто не само што е најпродуктивна, туку и е прифатена, односно потврдена со многуте записи од останатите делови на Македонија. Здобиената слобода по долговековното робство широко ги отвори хоризонтите за слободно творење, за сопствено афирмирање на секој план. Токму затоа, покрај другото, како еден од приоритетите се пројави потребата од понагласена афирмација на нашите културни придобивки. Првите обиди на овој план беа манифестирани преку организираниот начин на негување и афирмирање на нашите фолклорни вредности. Се формираа многобројни културно-уметнички друштва и групи во секој наш град, во секое наше село, а ваквиот начин на организирано действување на фолклорните друштва резултираше веќе во 1947 година во Штип и во Битола да се организираат првите фолклорни фестивали кои ќе кулминираат наредната година во Скопје со величествената манифестација Фестивалот на македонски игри, песни и други фолклорни содржини. Самата најава, кон крајот на 1948 година и во почетокот на 1949 година, дека во Република Македонија ќе се оформи професионален фолклорен ансамбл, ги возбуди чувствата, ја поттикна желбата тој да се постави врз цврсти основи, потребни за една професионална институција. Од 1945 година, најпрвин под името Металец, а веќе во 1948 со името на патронот народниот херој Орце Николов, во рамките на ова културно-уметничко друштво активно ќе работат повеќе секции: играорна, музичка, драмска, рецитаторска, пејачка група, а формиран бил и голем мешовит хор под раководство на Илија Николовски Луи. Орце Николов со својата програма и со својот фолклор, можам слободно да кажам дека го згази светот вака во наводници. Те нижеа многу успеси, гостувања во разни земји во светот. Насекаде каде и да појдевме, без трофеј не се враќавме. За нас беше неуспех ако бидеме подолу од второ или трето место. Секој пат го носевме, што се вели, врвниот трофеј од каде да се појде. Абре, оно што е Бразил во фудбалот, тоа е Македонија во фолклорот. Затоа вие многу победувате цегде. Имате многу силен фолклор. Али ние бевме и многу силен ансамбл, така да во сите овие наши наступи секој пат со гордост се најавуваше името на
Орце Николов. На 29. септември 1946 година ќе се одржи основачкото собрание на културно-уметничкото друштво Кочо Рацин во Скопје. Меѓу другите негови членови биле и Дојчин Матевски, Атанас Коларовски, Кочо Петровски, Стево Теодосиевски и многумина други значајни дејци од областа на културата. Најрепрезентативен представник на македонската песнопојна и ороводна фолклорна традиција, како дел од огромното културно и духовно наследство на македонскиот народ, е секако државниот ансамбл за народни песни и игри на Македонија Танец, единствениот професионален ансамбл кај нас. Активни и во претходната 1948 година, официјално, со указ издаден од тогашните власти, ансамблот е формиран во март 1949, а веќе следната година ќе предизвика своевиден преседан со освојувањето на максимално можните поени од страна на интернационално стручно жири на меѓународниот фолклорен фестивал во Ланголен, Велика Британија, еден од најголемите и најзначајните во светот. Во 1955 година Вардар Филм ќе го сними филмот Ритам и звук со ансамблот на народни игри и песни Танец, при што на филмската лента ќе се овековечи дел од првите кореографски поставки на ансамблот. Над 50 на кореографски обработки и сценски адаптации со играорниот кор, 100 македонски изворни и староградски песни со вокални групи, оркестар кој изведува народна и авторска музика, како и фундус со оригинални национални костими и накид, го дефинираат националниот ансамбл Танец, не без причина, за вистинска подвижна културна ризница на македонскиот народ. Со илјадници концерти пред публиката во земјата и надвор од неа, со репертоар низ кој символично се пренесува дел од културно-историскиот опстој на македонскиот народ, ансамблот Танец ќе биде и ќе остане жив сведок на гордоста и достоинството на македонскиот културен идентитет. Добитник на голем број државни награди и признанија, одликувана со орден за заслуги во текот на своето повеќе децениско непрекинато постоење, оваа национална установа на културата достоинствено ќе презентира и афирмира македонската фолклорна традиција на сцените на сите светски меридијани. Со презентирање на ваквите содржини, а посебно со нивното пласирање надвор од нашата држава, нашата земја, Танец овозможува низ песна и игра да се запознае Македонија и незината историја. Има огромен придонес во прекинувањето на опчинетоста на дел од младата популација со она што се нарекува турбо, со цел вниманието да го свртат кон она што е нивно, национално, со она што потекнува од нашите предци и кое ние треба да го чуваме за идните генерации.
Тешкото е посебен феномен. Играл на Петровден, бидејќи се работи за печалбарски крај, луѓето заминувале на печалба, а Петровден бил денот кога се правеле свадбите и се враќале од печалба, младите се женеле и само после 4-5 дена повторно заминувале и разделбата била многу тешка. Жал ми е што не успеавме, исто онака како што неколку години пред тоа не се успеа да биде заштитена галичката свадба, но мора да се каже дека има известно оправдување. Ние, кога заврши конкурсот, после сите разговори со луѓето во УНЕСКО, па известни какви такви обиди за некакво лобирање и така натаму, бевме незадоволни од тоа што знам, како споменик за заштита беа земени некакви такви културни, духовни добра, како што е терањето волови во долината на реката таа и таа. Ансамблот за народни игри и песни на Македонија Танец, како и културно-уметничките друштва од самиот почеток на нивното формирање, ќе станат база од која што ќе се регрутираат нови инструменталисти, кореографски и вокално-интерпретаторски имиња, чија што на тамошна развојна солистичка кариера ќе ја збогатат со својот индивидуален авторски печат и онака богатата музичка историја на Македонија. Во овој контекст, во плејадата врвни инструменталисти кои оставаат исклучително уметничка трага во овој период, се и имињата на Тале Огненовски, Кочо Петровски, Ѓорги Димчевски, Стево Теодосиевски, Наско Џорлев, Пеце Атанасовски, Никола Галевски, Иван Терзиев и многу други. Роден во Брусник, Битолско, во 1922 година, во семејство во кое се негувала музичката традиција, Тале Огненовски веќе во 1947 година, на првиот регионален фестивал на народни песни и игри во Битола, ќе освои наградата за најдобар инструменталист. Бил член на полицискиот дувачки оркестар, на градскиот оркестар на Скопје, член на ансамблот Танец, во периодот од 1956 до 1960 година, а потоа од 1967 бил вработен во Македонската радиотелевизија, со која што соработувал и по пензионирањето до крајот на својот живот. Има компонирано над 150 македонски ора, снимил над 30 грамофонски плочи и касети, автор е на нотната збирка со 80 македонски авторски ора, рекордер во одржани концерти. Овој исклучителен виртуоз на кларинет од страна на музичката критика во земјава и од светот ќе биде оценуван со најголеми комплименти. За него познатиот Бени Гудман, слушајќи ја неговата интерпретација на македонските ора, воодушевено ќе изјави дека човекот свири и подобро од мене. Во периодот кога од 1949 година во тогашното Радио Скопје се формира и малиот народен оркестар во чиј состав на почетокот беа Младен Стојановиќ и Луиджи Стефановски Зузи на виолини, Васил Ивановски Јавашот на виола, Тодор Павловски Тотка и Александар Пиперков на гитара, Панче Самарџиски на бас, Ангел Нанчевски на тапан, Кочо Петровски на хармоника, а потоа и Методија Зафировски на тапан, Иван Терзиев на флејта и Тале Огненовски на кларинет.